Почитувани граѓани, кај Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз е евидентна нервозата, затоа што Македонија конечно има позитивни резултати на меѓународен план. Нервозни се затоа што владата предводена од ВМРО-ДПМН покажува дека може да се води европска политика без понижување, без тргување со идентитетот и без прифаќање диктати на штета на македонските национални интереси. Во само една недела Македонија доби силни потврди за правилната насока во која што се движи државата. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта испрати јасна порака дека Македонија има опиплив напредок во исполнување на реформската агенда. Македонија за прв пат е избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации ЕКОСОК за периодот од 2027 до 2029 година. Ова е сериозен дипломатски успех што представува доверба, препознаен капацитет како и меѓународна потврда за државата. Паралелно со ова, нацрт извештајот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент испраќа важна порака дека Македонија останува јасно препознаена како европска држава која е посветена на реформите, регионалната стабилност и партнерството со Европската унија и НАТО. Да не го забораваме и завршувањето на постмониторингот со Советот на Европа, со што Македонија ги исполнува сите демократски капацитети. Почитувани граѓани, разликата е повеќе од јасна. Македонија денес е држава која гради партнерства, добива доверба и испорачува резултати. Тоа е разликата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН. Едните се прифаќаа, другите работат. Едните би ја редефинирале македонската историја, а другите ја позиционираат Македонија како почитувана европска држава. Затоа Филипче и СДС се нервозни и затоа им пречи секој успех. Им пречи што Македонија конечно оди напред. Ви благодарам.